Добро вечер, Аргумент плюс вечерва за уставни измени, позицијата на Македонија помеѓу Брисел и Софија и секако за расположението на македонските граѓани во однос на перспективите за европска интеграција. На оваа тема го најавува Марко Трошановски, Societas Civilis. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Нова изјава имаме денес од премиерот, тоа што е вовети во дневникот на некој начин за оваа тема. Сакам да прокоментираме. Денеска премиерот Мицкоски, мислам дека во последниот период за прв пат малку поексплицитно ја повтори онаа реченица додека јас сум премиер, нема да има уставни измени, а за да има потребни се два услови. За гарантирани права, ќе цитирам за да бидам дословна, за гарантирано право на македонската заедница во Бугарија и гаранции за македонскиот идентитет, да нема билатерални вета, нови, цитирам, омаловажувања, понижувања, обструкции, од кој било од субјективна причина. Сега прашувам, дали со оваа изјава и со овие две точки во изјавата на премиерот можеме да дефинираме дали е јасна нашата позиција во однос на перспективата за евроинтеграцијата наша? Па, во делот на гаранциите повторно останува нејасно што е гаранција и што е доволно за нас. Во делот на примена на пресудите или делот пресудите на Судот за човекови права, кој што бара регистрација на здруженијата во Бугарија, тука е барем по-конкретно и по-јасно барањето од нашата страна. Очигледно дека Бугарија нема намера тоа да го стори после, мислам дека се 12 или повеќе пресуди. Во делот на гаранциите, полето останува многу абстрактно за дискусија, бидејќи такви гаранции никој не може во вака срочена, да речам, преговарачка рамка или пак пракса не пракса, принцип на гласање на Европската унија да гарантира. Прво затоа што секогаш некој може да те блокира, не мора да биде тоа Бугарија, има и други заинтересирани земји или ќе има во иднина, не знаеме. Второ, затоа што преговарачката рамка како таква остава една недореченост, нејаснотија која што различно се толкува, кажав и во други прилики, дали тој протокол кој што е најпроблематичен за нас е дел или не од условите и од преговарачката рамка. Немаме официјално потврда и толкување кое што мислам дека треба земјата да го побара од Брисел на некој начин, бидејќи тука е главната болка и загриженост наша. Така да, ако тој процес малце се расчисти, мислам дека барем ќе можеме да зборуваме која е позицијата на Брисел, без да навлегуваме во промени на преговарачка рамка и слични други идеи кои што се тешко остварни. Добро, Трошановски, оваа риторика ја коментираме скоро 2 години имаме мандат на оваа влада и постојано се вртиме околу оваа риторика, лево, десно, плюс, минус. Велите малку да ги расчисти да се расчистат работите. Кој треба да ги расчисти работите во однос на нашата позиција во моментов каква е? Во однос на уставните измени, домашниот фактор или Брисел, бидејќи Брисел, јас колку што знам, вклучувајќи и вчерашната изјава на евроамбасадорот Рокас на настанот кој беше организиран од ваша страна при промоција на таа анкета, ќе ја прокоментираме и анкетата, јасна е бриселската бирократија и дипломати дека нема промена на преговарачка маса, тоа на протоколот на преговарачката рамка, тоа што сме го потпишале треба да го испорачаме. Да прашам дали на потек е владата дома за да ни каже како стојат работите. Не, за протоколот немаше никаков коментар, за преговарачката рамка. За преговарачката веќе е потврдено. Во суштина, наша е топката е кај нас од дипломатски или од било каков аспект. Во суштина, како што реков, Унијата има многу други грижи и проблеми, многу поголеми сега од нас и мислам дека дипломатскиот капацитет, ресурси да се занимаваат со Македонија е многу намален за споредба со пред неколку години и во таа смисла можеме многу помалце ангажман да очекуваме отколку од пред можеби некоја година, иако е подобрено разбирањето во Брисел дека има замки, проблеми и ризици од билатерална природа таа преговарачка рамка.
не верувам дека ангажманот ќе биде зголемен и по линија на помал отпор се бара она што е утврдено во заклучоците на Советот, дека уставните измени ќе не откочат во затварање на оваа прва меѓувладина конференција, бидејќи сега сме на меѓупат. Нашата позиција дома треба да се расчисти во делот на тоа за какви гаранции зборуваме, како што реков и повторно. Меѓутоа, бидејќи тоа е многу широко поле за дискусија, едно толкување, да се инсистира на такво толкување од Брисел, мислам дека е добар начин да се започне, да се кристализира процесот, какви нам гаранции ќе ни се доволни и за на крајот да можеме искрено да си кажеме дали под вакви услови влегуваме, ги правиме останите измени, влегуваме во неизвестното или пак остануваме за сега во заглавени во меѓупроцесот на отпочнување на преговорите. Мислам дека тоа е начинот на кој што би требало да одиме, бидејќи за сега не можеме да кажеме дали, иако ние сметаме дека има замка преговарачката рамка и поврзување со протоколот, сепак да видиме на ниво на Брисел како тоа се толкува. Ако тоа го расчистиме, полесен ќе биде процесот на констатирање или конкретизација, бидејќи на некој начин сме заложници сите се како јавност во некоја лимбо недокажана ситуација, бараме гаранција, не знаеме какви гаранции бараме. Кој формат на гаранција можеме од една страна верите дека еве Брисел и потврдуваат дипломатите, таа е позицијата, таа е преговарачката рамка, од друга страна ние овдека маневрираме со тој збор да нема билатерални гаранции од субјективни причини. Што можеме ние да искристализираме, за да навистина видиме од другата страна каква ќе биде реалната реакција, како да кажам. За да издействуваме една реакција која што ќе ни даде една пореална слика каде се наоѓаме. Што може да побараме како гаранција? Тоа што кажав, кое е разбирањето, дали документот од билатерална природа, кој што создава билатерални обврски, кој што се занимава со историско идентитетски теми, а тоа е протоколот, ќе биде основа на која што ќе се оценува нашиот прогрес понатаму. Дека Бугарија и повторно, врз основа на своји резолуции усвоени во парламентот и другите документи, сега да не ги споменувам, кои што ги усвои како држава, може да не блокира, може, меѓутоа барем битката внатре во телата на Унијата, во Корепер, во Коела, во Советот на Европа, околу тоа дека нема основа по овие теми Бугарија да не блокира, ќе биде по-лесно за нас и на некој начин ни дава некаква гаранција. Меѓутоа, повторно велам, гаранции генерално не постои. Значи, кога велиме гаранции или кога бараме гаранции, можеме да бараме некаква законска правда, некаква, можеби формално дефинирање на тие гаранции, меѓутоа процесот на проширување е политички во голем дел и неретко тие ништо не значат, како што видовме во случајот со Грција, каде што имавме во интерим акордот обврска од Грција да не блокира, експлицитно, изрично ставена и повторно Унијата ја толерираше земјата 15 години да го блокира членството на Македонија. Од тука, ако тоа го искристализираме, веќе маневарски простор на носители на одлуки многу нема да има. Ке треба да вистина си кажеме дали под овие услови ни се доволни и одиме, со повторно постоечкиот ризик да бидеме блокирани, или решаваме дека ќе ја градиме Македонија, ќе чекаме подобра прилика, ќе ја градиме во некакви други односи со Унијата или со светот, што е многу по-неизвестна приказна сега. Да, но ова што го видите повторно, да се искристализира нашата позиција, нашата дефиниција за нашата дефиниција за тие билатерални за тие гаранции од Европска унија е наша работа. Значи наша задача на владата. Точно. Сега мене е логично некој прашање, зошто не пристапиме кон тој потек? Зошто не се направи тоа? Еве, ако може да поврзам со анкетата која што ја правевме крајот на минатата година, ја промовиравме вчера, отпорот кон уставните измени, кој што не е отпор сам по себе за уставни измени, туку отпор кон сето тоа што би следало по уставните измени, е огромен. 11% од македонските граѓани поддржуваат уставни измени. Тоа е, речиси, апсолутна блокада.
И зошто е отпорот на секоја политичка партија, мислам на ВМРО, ДПМН пред се кон превземање на таков чекор или разговарање воопшто за модалитети, верувам дека е ова огромна стигма која што ја има јавноста кон процесот на уставни измени, мислам дека се смета дека е многу политички, нели, ќе биде политички прескапо за партијата и нејзиното останување на власт еден таков чекор во таа насока, иако мислам дека тие прашања мора да се отвараат и да бидеме многу по-проактивни, бидејќи лидерството подразбира и политички, нели, штетни одлуки. Да. Во смисла на партиски рейтинг. Ново име на државата, така што мораме да бидеме проактивни. Еве да го побараме овој документ, ова мислење, на пример, да разговараме, имам иницијативи за разговор со Бугарија, меѓутоа да се обидуваме да ги намалиме анимозитетите кои што се влошија овие години со тој сосед, да имаме повеќе билатерални средби, онаа покана за заедничко славење и слично. Мислам, не треба толку да бидеме ригидни, затворени, без самодоверба во тие односи. Јасно инсистирањето на Бугарија дека инсистира на заедничка, а ние дека би сакале да имаме споделена историја, меѓутоа со многу повеќе самодоверба треба да настапиме во тие односи, да пробаме нешто од нешто да изградиме и да направиме подобра билатерална клима за разговор. Има повеќе работи што треба да се прават, но најмалку што треба е да не се прави ништо. И тоа е исто така во анкетата нешто што е евидентно. Голем дел граѓани до 2023 смета Македонија доволно направи, не мора ништо да прави, и тоа беше 29%, значи третина од популацијата. Сега имаме пад 8% поени, што е значителен пад статистички, кај граѓаните кои што сметаат дека доволно правиме и дека ништо не треба веќе да правиме. Значи се повеќе граѓани сметаат дека мора нешто да почне да се прави, затоа што веќе оваа ситуација е неиздржлива на долг рок од аспект на тоа дека создава една неподнослива неизвестност кај граѓаните. Да, тие не сакаат уставни измени, меѓутоа немаат никаква друга алтернатива. И тоа во психологијата се нарекува когнитивна дисонанца, кога немате решение помеѓу тоа како чувствувате и она што треба да го правите, кој има јас помеѓу тие две работи, создава внатрешен немир и анксиозност на ниво на јавна психологија, колективна психологија. Така што притисокот, верувам, ќе се зголемува со како времето доаѓа, но не треба ние да чекаме, односно носителите на одлуки да чекаат да почне да расте тензијата и фрустрацијата, треба да се по-проактивно да се делува во овие насоки што ги зборував претходно. Па ќе повторам, ние скоро 2 години од оваа влада, оваа нарација тука се движиме, нема да дозволиме омалуважување, бараме гаранции, никој не сакаме веќе да не понижува. Македонија даде се што имаше да даде на потеке Брисел, и денеска имаме уште една нова изјава. Премиерот на оваа тема вели: некогаш мора да се покаже карактер, во спротивно ќе бидете мивка. А тие завршуваат лошо порано или подоцна. Го ставам пак во контекст на таа нарација што се продава пред граѓаните и се дава пред граѓаните, се демонстрира во однос на позицијата на владата за уставните измени. Се колку ние со вакви изјави ја подкопуваме и ја зголемуваме фрустрацијата кај граѓаните. Јас би сугерирал за такви емотивно набиени изјави да бидат што помалку употребувани. Фрустрацијата на сите нас е јасна, ја живееме сите, неподнослива е реално, меѓутоа тоа не ни помага. Таа виктимизација, ние како жртва, која што е за нашето поднебје, за Македонија посебно, дел од популарната култура, од филмови, од поезија, од вицеви, од политички настапи, кај албанците ние сме постојана жртва, кај македонците ние сме постојана жртва, не создава амбиент во кој што вие може да донесете храбри лидерски одлуки, кои што и по цена на јавното мислење ќе донесат придобивка на државата, затоа што имате јавност која што е агресивно расположена, која што веднаш на ноќ ќе доживее било што можеби ќе го подобри нивниот живот, за кој што емотивно не се спремни да го прифатат, затоа што е веќе хранета со таа приказна на вечна жртва. И мислам дека тие треба да ги избегнуваме емотивни ситуации, особено за оние кои што ја водат политиката, затоа што нивна е одговорноста да не бидат емотивни во суштина.
од вашата анкета 1% излезе во насловите на сите медиуми, а тоа е дека 71% од анкетираните граѓани даваат поддршка или како беше имаат доверба конкретно како гласаше во за евроинтеграциите на Македонија. Конкретната формулација доколку утре се одржат избори, треба Македонија да влезе во Европската унија, дали би гласале на избори доколку се одржи референдум, дали би гласале за влез на Македонија во ЕУ. Кога би биле пред финален чин, све е завршено, хипотетичка ситуација, но оценува моменталното расположение на граѓаните, дали се за ЕУ или не. Дали можеме ова прашање да го сметаме за репер, за евроскептицизам, односно да кажеме дека, односно одговорот на ова прашање, дека во споредба со пред 1-2 години, кога велевме растечки евроскептицизам, состојбата внатрешно се менува. Можеме секако и токму и преку тоа е некој главно прашање со кое што е веќе 11 години мериме како луѓето се расположени, секако понатаму подлабински подкрепено со уште серија на многу други прашања. Но да, падот низ минативе години беше евидентен и декада би рекол, но секогаш бевме над 50%, односно мнозинството од граѓани тоа го посакува. Сега за прв пат после неколку години имаме ситуација кога расположението е над 71% од граѓани кои што рекле дека се за Европската унија. Оние кои што од тие особено е голем порастот кај македонската етничка популација, бидејќи нашата, да речеме, ја како етнички македонец би зборувал фрустрација од тој процес придонесе генерално низ овие години траумите низ кои што проведовме да падне поддршката за ЕУ. Меѓутоа, со новите, како ние го толкуваме ова враќање, наречеме, на високата поддршка. Што е позадината на овој нов тренд, да кажем. Да, но старо нов тренд, да. Мислам дека е по-јасна кристализација на глобалната сцена, геополитичката сцена. Претходно во ситуација на поголема стабилност на меѓународно-правниот поредок и геополитичкиот поредок, претходно зборувам за пред година-две, ова се случува сега рапидно и многу брзо овие промени на кои што сведочиме, особено после Давос. Претходно луѓето беа фрустрирани од процесот, па си велеа можеби земјата припаѓа и на запад и на исток, треба мултиполарен е светот, треба да на сите страни да се обидеме да играме како што игра Србија, некој ќе рече, знаеш и така натаму. Меѓутоа работите се повеќе се кристализираат каде во оваа политика на сила со очигледна деградација на меѓународно-правниот поредок како што бил до сега, земјата, особено мали и условно кажано слаби земји како нашата, треба да се позиционираат. И во таква ситуација на несигурност од било каков тип, економска, екзистенцијална, безбедносна и така натаму, луѓето се наклонуваат кон тој што природно, реално чувствуваат дека најмногу припаѓаат, а тоа е во овој случај Европската унија за граѓаните, бидејќи во другите подпрашања како најдоверлив партнер се третира и најсериозен партнер на земјата и најпосакуван економски партнер на земјата се третира Европската унија. Така што на некој начин сите тие претходно недоумици кои што луѓето ги има и ги тера да ја мразат Европската унија еден дел, да не гледаат и на таму поради идентитетските условија низ кои што живеевме и слично, сега се расчистува таа магла и луѓето гледаат дека сами не можеме, кон исток да играме и кон запад е невозможно во ваква поларизација, така што единствената ориентација е ЕУ. Значи, сепак таа несигурност често кај сите нас раѓа, нели, чувство на страв пред се, значи како мотив е сепак некоја геополитичка сцена, неизвестноста што ја носи и нашиот страв дека во едни такви услови како беше тоа кога големите играат, страдаат помалите, тоа може да се прочита како мотив за еден ваков процент што јас одамна го немам прочитано меѓу граѓанството за поддршка кон особено е голем пораст кај гласачите на ВМРО ДПМН е тука. Добро, и треба ли Трошански ова да биде некоја порака? Навистина во едни вакви сериозно геополитички комплексни случувања, треба ли да биде порака до оние што ги креираат политиките во моментов? Апсолутно, затоа и ги правиме анкетата, за да и му кажеме на оние што носат одлуки што сакаат граѓаните, не дека не прават партиите и сами рейтинзи, меѓутоа
голем дел ова е едно сериозно научно развиено истражување кој што треба да каже кои се аспирациите на граѓаните. Нашата ситуација е потешка затоа што ние од една страна ја сакаме Европската унија, се повеќе, нели, односно се враќа таа посакуваност, од друга страна само 10% од граѓаните сметаат дека треба да се направат уставните измени и во вакви парадоксални да парашам тие да ги компарираме двете, нели се контрадикторни овие 2% кога ги читав како анализа. Не се контрадикторни. Знаете како друга опција затоа велам, нашата јавност е многу емотивна и фрустрирана од сето ништо што оправдано фрустрирана од све ништо живеевме. И сега друго чаре ние немаме освен да направиме нешто што е многу болно за нас, како што за дел од популацијата беше отстапката која што ја направивме со промена на не за дел, за цела популација верувам што ја направивме со промена на името заради некакви побезбедносни гаранции во рамки на НАТО чадорот и мислам дека и тука е таа дилема е постојачки на крајот колку луѓе знаат дека е штетно да се пуши, продолжуваат да пушат и така натаму. Не мора да бараме секогаш логичност причинско-последичка во ставовите. Ние знаеме дека е овој најдобар начин за најдобар свет за нас, но како да стигнеме до таму, начинот на кој што сега се постави работите, луѓето не го прифаќаат, оној вакуум навидно противречен, парадоксален што е помеѓу, треба да го пополнат носителите на одлуки со лидерство и со разјаснување на тоа каде земјата може и на каков начин да оди. И за тоа зборувавме претходно. Мора да се кристализира темата на тоа какви гаранции нам ни се доволни во суштина. Да, често слушаме таа реторика, ние се да си ја сработиме домашната задача, ќе се свртиме кон дома внатре, но тоа не е толку пак едноставно во вакви комплексни ситуации, не само политички, веќе и економски се сведочиме. На крајот од разговор имаше некоја иницијатива, информација директно од министерот за надворешни работи Муцунски дека преку медијаторство со дипломати од Европска унија состанок Софија Скопје, ништо од тоа не се случи. Нема интерес ке бугарската страна за тие иницијативи надворешни. Од различни причини, најмногу исто така и поради тоа што постојана консистентна политичка нестабилност во земјата, во Бугарија зборувам, избори, мешани влади, лабилни влади. Многу е тешко да имате соговорник кредибилен од другата страна исто така. Да, ама ова го зборуваме кај ни вколку е оваа криза, 3-4-5 години со владите, тоа цело време ќе ни биде алиби тоа дека да имаме нестабилност, наместо да видиме некој сигнал од тоа дали ќе има или ќе нема средба, се извреѓаат двајцата министри повторно преку соопштенија. Почетокот на годинава почна повторно со вербални навреди, нели имаше за акцијскиот план за малцинства, од едната страна, од другата страна, кој поддржувал, кој каков е, па Бугарија навлезе нели повторно во нова епизода политичка криза, сега министрите повторно, ова со транспортерите, блокадите, повторно беше повод од бугарски одредени личности да слушнеме навреди кон нас. Амбиентот не само што не се подобрува, туку се електризира меѓу двете земји. Така е, за тоа зборував на почеток. Како чувство имаме кој повеќе на покултурен начин ќе го навреди другиот. Не гледаме воздржаност во таа нарација, дека нешто конструктивно така е, се сервира. Јас ги имам сите соопштенија, да не земам од време, да ги читам. Зборуваме во претходните прашања на темата. Најмалку што ни треба е ескалација која што и онака е на дното дојде на веќе. Значи, медиумските известувања за Македонија во Бугарија се ретки. Навистина е темата на маргините, освен кои ќе дојдат избори, па овие радикалните ќе ја кренат. Навистина темата не е Македонија, меѓутоа она што провејува таму е генерално контролирана негативна слика за земјата. И тука исто така има голем дел медиуми кои што системски го создаваат тој негативен простор и ја подхрануваат омразата и ја оддалечуваат земјите од разбирачка. Некој треба да превземе чекори да се охрабри. Реално, тоа е лидерството, тоа е историската улога што ја имаат, мисија што имаат политичарите за секоја генерација. Меѓутоа, ние не сме тоа. Треба некој друг да го пренесе.
Сега фрустрацијата од тоа што Брисел бара нови отстапки, односно не бара нови отстапки, бара само да го спроведеме тоа што никогаш како штетен протокол, преговарачка рамка си го усвоивме и подпишавме. Во меѓувреме, лани, на истекот од годината, како беа Молдавија и Грузија роаминг зона во ЕУ. Молдавија и Украина. Молдавија и Украина, се извинувам. Црна Гора вчера, завчера, деновиве го затвори 13-тото поглавје, па дури слушнав изјава од фон дер Лајен, кај што били на работната група ја дадена задача да почне да ги изготвуваат документите за пристапување на Црна Гора. Албанија гази со преговорите, и ако некој вела тоа е козметика, ама ќе видиме кога ќе влезе, но гази на патот, отвара, затвара поглавја, Точно, има прагма, се движи нешто, се случува нешто, така. Бугарија, еврозона, секако имаат економски последици, влегување во еврозона, секако значи некоја последица за бугарската економија, но влегува во еврозона, макар тоа да го цениме како политичка одлука, и тоа нека биде политичка. И сега ние овде внатре ќе си ги работиме домашните задачи, се уште ќе си го усогласуваме законодавството со Европската Унија, сами ќе ја водиме битката со криминал и корупција, да не почнам да набројувам деновиве какви случаи се отворија за да се дефокусираат други скандали, ќе менуваме кривичен законник, некаде ќе попуштиме, некаде уште толку ќе го растегнеме процесот на застарување на дела поврзани со функционери. Кој е контекстот? Прашувам фрустрацијата наша, кога ги читаме овие и кога ги пласираме овие информации. Верувам дека е голема, некака е ситуација на очај безнадежност, која што ако на домашен план не се покаже подобрување во дел на борба против корупција, економската ситуација и слично, сега ќе експлодира порано или покасно. Верувам дека тоа ќе биде случајот, меѓутоа сето тоа ќе не остави нас како помалку функционална, доколку се случи, помалку функционална, тажна и дезориентирана земја. За жал, значи, во најмала рака мораме да почнеме, ако покрај ова барање за дефинирање на позицијата, линкот помеѓу преговарачката рамка и протоколот од Брисел, треба да работиме на развој на внатрешни гаранции. Ако ги направиме уставните измени и доколку продолжат тие блокади, можеме да разработиме внатрешни гаранции кои што ќе на крај на краишта ќе застане земјата во преговорите, меѓутоа ќе бидеме на ќе биде дел од процесот. Ќе биде дел од процесот и ќе бидеме на чисто дека сме почнале, сме самите сме согласиле дека ако Брисел наспротив ветувањата дека гласите уставни измени нема да понатаму е наша работа, ние ќе поддржиме, не успеа во таа работа и процесот продолжи преговарачки да биде инструментализиран за идентитетски редефиниции, да ние како општество систем не трпиме штети од тие уставни измени. Имаме адути на масата на некој начин. Значи, грижата која е? Уставните измени се прават, бугарите стануваат државотворен народ, имаат пристап до институциите на системот заради принципот на пропорционална застапеност, Бугарија потоа бара не се 3.000, туку се 150, 120.000, тоа се проектира понатаму низ политичките партии на бугарите и организациите во сите пори на системот и го разјадува нашето општество од внатре, бидејќи голем дел на тие имаат негаторски однос кон генезата на македонската државност во суштина движење и дел од тие политичари и не го признаваат јазикот на крајот на криштата. Работата е ние да се заштитиме дека тоа понатаму нема да малигно да дегенерира како импликација од уставните измени. За такви внатрешни гаранции зборувам. Значи, ако тие успееме да ги развиеме низ уставни законодавни механизми, тогаш мислам дека и самите уставни измени нема да бидат толку загрижувачки ако се случат и ќе може да си кажеме ете ветувањата и она што ни го кажавте навистина не вродија со плод, процесот повторно зборам од Брисел ветувањата, процесот повторно е уценувачки, заканувачки, ние застануваме тука. Да, ве слушам за внатрешни... И тоа е можеби
појасна, почиста ситуација, сепак ќе направиме нешто, ќе ја растеретиме оваа тензија што се на неизвестно што се собира во општеството преку конкретни, практични, законски, политички решенија, уставни механизми кои што тоа може да го направат, меѓутоа тоа треба комплексно е малку ова што го тоа говорите. Тоа е комплексната и не е за и сега говориме само за колку луѓе, рековме 3000-3500 луѓе што се изјаснија како бугари за таков корпус, нели? Ама тоа е нашето разбирање, не е на бугарската страна. Ние зборуваме според попис, така може и друга некоја заедница мисли дека е поприсутна во Македонија по бројност, но пописот и изјаснувањето е релевантен за кроење на закони и законски одредби, така? Така е. Тие, а во моментов бројките не ми текнат 1400, 3500 бугари, за нив зборуваме што се изјасниле како бугари. Во лимбо ситуација ја спомнавме. Ја зборуваме со години. Можеме вечно да бидеме, така? Не е одржлива, како и да е надлога, не е одржлива. Дали уставните може да бидат тригер и причина за предвремени парламентарни избори или како што вели премиерот, јас додека сум премиер нема да ги има без тие два услови, или можеби ќе бидат тригер сепак да гледаме репризи од подалечното минато, кога на маса ќе мора да седнат сите политички играчи во државата за да го истуркаат процесот на уставни измени. Значи, јас би ги направил овие неколку работи. Значи, би развил механизми за внатрешни гаранции, би побарал мислење од Брисел, акцијскиот план за заштита на малцинствата, Советот на Европа го потврди како документ што ги исполнува високите стандарди. Со тој документ би настапил како понуда и како програма за следните избори. Би рекол, како влада, ова е тоа што ние би го направиле и ќе го направиме доколку победиме на наредните избори, и на таков начин мислам дека може да се расчисти ситуацијата околу тоа дали јавноста поддржува или не поддржува таков документ. На крај на краишта ќе имаме конкретна идеја што правиме, ако како општество ја отфрлиме, барем нелагодноста, емотивната несигурност, таа когнитивна несигурност ќе исчезне, бидејќи сме се избрале ние како општество дека нема да сме се изјасниле. Вака во лимбо ситуација се издржлива ќе станува. Марко Трошановски, ги истрпевме овие 30 на минути разговор. Ви благодарам. Оваа тема ќе доминира секако оваа година, особено што пак ќе кажам, земјите од регионот газат во тие преговори. Ние дома имаме мултиетничка влада, сакам да речам, и македонците, и албанците. Еве ќе го споменам и албанскиот фактор, кој е дел од владата, ќе треба утре на своите гласачи на избори да испорача што ветила, што исполнило од ветувањата. Една од главните ветувања се евроинтеграциите, членството на Македонија во Европската унија. Веројатно и нашата внатрешно политичка сцена малку е покомплицирана кога говориме за европските интеграции. Верувам дека е така, меѓутоа сепак ова е државен интерес за кој што државна треба да е државна позиција која што треба да ја поддржат мнозинството граѓани на оваа земја без оглед на етничката припадност. Да не правиме дефокус во тоа што политички треба да биде представено во нашиот систем. Охридскиот рамковен договор ја потврдува земјата како унитарна земја базирана на индивидуални права со делумна примена на колективните права во делот на јазици, символи и така натаму, знамиња, меѓутоа не подразбираме ние сега консенсуалност како Босна или некаков дводомен парламент и некаква федерација, па да мора темата за уставните измени да биде прифатлива и за едната и за другата или заедница или слично. Тука имаме гласање на основа на концептот на граѓанин, не основа на етничката. Не, добро, така е тоа уставно, така ни е концептот, но сакам да кажам дека тие се дел од владата и тие се зборувам како фактор во креирање на политики и тие дадоа свој ветување на својот електорат, кој ќе треба да ги испорачаат, нели да дадат отчет. Треба да се справат со тоа, да дадат отчет, така е. Трошановски, ви благодарам. Ајде да не охрабри тој 71%, веќе да не велиме евроскептицизмот се зголемува, пак ќе повторам, ако е тоа репер дека веќе тој тренд на евроскептицизам растечки е запрен и дека малку перцепцијата е променета, па макар било тоа и поради неизвестноста и стравота, не поради перспективата дека таму ќе ни биде подобро. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам.
Почитувани овде завршува аргумент плюс, од мене пријатно.